Клиниката Тори Луц 3 недели дел од клиниката е пренаменет во ковид центар. Тоа е делот од травматологија кој се наоѓа на приземе, затоа и така решивме зашто се наоѓа на приземе, може најадекватно да се внесуваат пациентите внатре. И затоа прв дел кој се зема од Тори Луц е тој дел. Моментално, значи како што кажа, функционира 3 недели. Доле имаме на располагање 30 болнички кревети кои моментално се пополнети. Тоа се потешки пациенти кои захтеваат кислородна поддршка. Дел од нив се на респиратори. Така да моментално функционираме во тој обем во дел од наша клиника. Во претходниот бран ние не бевме ковид центар. Сега ова е трет, така наречен, или трет бран, кој се покажа дека е најсилен, односно со најтешки клинички слики на пациенти, со најбрза хоспитализација, значи со неколку дена со симптоми кои захтеваат одма хоспитализација. Затоа и ние сме пренаменети во ковид центар, кој можам да кажам дека се води одлично, затоа што имаме во него 8 анестезиолози кои одат во смени. Имаме 24 сестри исто кои одат во смени. Друг медицински кадар, што е болничари, така да сите се со искуство и мислам дека до сега се снаоѓаме во делот, во нашиот дел, во нашата установа одлично. Ковид центарот што го отворивме на делот на травматологија, значи е со посебни влезови за пациенти кои влегуваат, значи кои се позитивни пациенти, како и посебен влез, значи за хируршки пациенти што поминуваат низ ургентен центар, така да имаме црвени, имаме зелена зона. Тоа е организирано на секој ниво. Лична заштитна опрема имаме доволно, лекови имаме моментално доволно, имаме добра соработка со Министерството за здравство, затоа што доколку нешто треба накнадно да се интервенира, имаме максимална поддршка, така да во тој аспект нема никаков проблем до сега. Моментално на нашата клиника сите операции кои захтеваат хитен третман се извршуваат без преки. Значи, не е ни еден пациент вратен, на секој пациент му укажана лекарска помош, а кој е за оперативен зафат, истото е извршен. Тие операции се изведуваат во салите на травматологија, додека пациентите се префрлени на клиниката за ортопедија. Условно ортопедските операции, кои се елективни операции, се поместени за некој период, затоа што моментално знаеме дека главен приоритет ни е пандемијава и големиот наплив на пациенти према болниците, така да тоа го менаџираме од тој тип што сите пациенти што доаѓаат овде што се за хируршки третман на травматологија се оперираат и не се дислоцираат на друго место. Ортопедски пациенти што се со малигни заболувања, пациенти што се од детска патологија, значи исто и тие пациенти сите се што захтеваат оперативен третман се оперирани. Значи нема застој во работата кај тие пациенти, затоа што знаеме што значи да има застој кај пациенти со малигни заболувања. Така да моментално тоа се менаџира многу добро во делот на нашата установа и за сега не сме имале проблеми од тој тип. Доста клиники лекуваат една состојба, значи една патологија. Тоа не се случило до сега никогаш во нашиот здравствен систем, верувам и во други здравствени системи. Така да, како ќе се намалува бројот на заразени, а тоа е само со почитување на мерките, со масовна вакцинација, така и ќе се ослободуваат дел од клиниките, ќе се отпуштаат пациенти кои се со ковид, така ќе се ослободуваат и ќе се враќаат во првобитната функција. Така да мислам дека временска рамка не може да каже никој колку може да трае овој вирус. Јас се надевам дека со самиот почеток на вакцинацијава, дека постепено ќе се гледаат и опаѓањето на бројот на заразени и бројот на излекувани, така да мој совет е секој да се вакцинира. Значи во зависност од тоа како ќе биде повикан за вакцинација, затоа што тоа е, мислам, единствениот начин да се спречи овој вирус, ширењето на овој вирус,
Покрај тоа, значи една битна исто работа е тоа што мора да ги запазуваме мерките. Значи не е само да се вакцинираме ако не ги запазуваме мерките. Значи максимално треба да се придржуваме на сите мерки што се дадени од Светската здравствена организација како и од Министерството за здравство. Така да мислам дека тоа е единствен начин каде што ние понатака ќе може да се бориме со овој вирус.